Добар ден и добро ни дојдовте на 11-тиот поред меѓународен риболовен куп Крап како дел од првомајските надпревари 2026 во општина Радовиш и општина Конче. На почетокот, честитка од сите за 15 години постоење на риболовен клуб Крап и еве 11 години што ја одржува традицијата на одржување на овој прекрасен меѓународен риболовен клуб. Дозволете ми на почеток да го поздравам присуството најпрво на домакинот, просторно господинот Златко Ристов, градоначалник на општина Конче, градоначалникот на општина Радовиш господин Љупче Почивалец и председателот на Федерацијата на Риболовната федерација господин Филип Серафимовик. Добро ни дојдовте, поздрав до гостите од Србија, од Најсниш. Благодарност што ни учестие и оваа година да се овде на овој прекрасен куп, како и сите учесници нормално од Струмица, Битола, Куманово, Велес, Охрид, Скопје, Кавадарци и цела Македонија. Добро ни дојдовте и ви благодариме што сте дел и од 11-тиот поред риболовен куп Крап, меѓународен. На почетокот, јас би го поканил прво домакинот, градоначалникот на општина Конче да не поздрави, господинот Златко Ристов. Повелете некако да ги поздравите овие прекрасни спортски духови. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Риболовната федерација, почитувани спортисти и спортски риболовци. Јас не би должил многу, освен да кажам дека едно прекрасно и големо благодарам за организаторот. Убавината е нашиот составен дел во општина Конче. Ние, јас како градоначалник, советот, локалната самоуправа, секогаш стоиме позади секој спортски настан. На вас сите ви посакувам многу среќа, здравје и успех да се дружиме сите до постои една година. Ви благодарам и уживајте во оваа. Во оваа чест веднаш се доделува и благодарница на градоначалникот на општина Конче, господин Златко Ристов, за неговата несебична помош сите овие години. Го поканувам да ве поздрави и градоначалникот на општина Радовиш, господин Љупче Почивалец. Повелете. Почитуван колега, почитуван председател на Федерацијата, почитувани учесници на 11-тиот поред меѓународен спортски риболовен надпревар. Сакам еве на почетокот да искажам една огромна благодарност до риболовното друштво Крап, кое што денес еве овозможи заедно пред се да се дружиме. Тоа е и првата и единствена цел, која што е целта на овој надпревар. Сите заедно да споделиме еден спортски луборев, едно дружење и едно заедничко доживување. Еве благодарност до колегите кои што ни овозможи на ова прекрасно подрачје и на ова езеро да се одржи овој настан. Се надевам на организаторите дека ќе продолжат и во следните години со уште поголема динамика и со уште по-широк опфат на број на учесници да го разубавуваат овој дел и од општината, меѓутоа и меѓу вас, меѓусебното дружење. Ние како општина и понатаму ќе продолжиме да го поддржуваме овој настан и секој настан кој што ќе биде во интерес на риболовното друштво. Неодамна имавме и општински надпревар, еве сега меѓународен и се што ќе биде понудено од страна на риболовното друштво во рамките на нашите можности ќе го поддржиме. Уште еднаш се надевам дека и во следните години ќе се гледаме и во следните години бројот на учесници на спортски риболовци, еве да кажеме, ќе биде уште поголем и сите заедно ќе се дружиме во периодот што следи. Ви благодарам уште еднаш, да ќе ми живи здрави и да се гледаме повторно. Благодарам. Благодарам градоначалник. Еве во оваа прилика и благодарница за градоначалникот на општина Радовиш, господин Љупче Почивалец, за неговата поддршка за традицијата на овој спортски риболовен клуб. Како што кажавме овде меѓу нас, вече денес е и председателот на Риболовната федерација, господин Филип Серафимовик, го поканувам да прими благодарница од риболовниот клуб Крап. Ако до нас да си? Да, кучки са. Абсолютно. Благодарам.
драги колеги риболовци. Чест ми е што сум тука да присуствувам на купот на Крап Радовиш. Се надевам оваа традиција ќе продолжи. Одлично организиран надпревар. Честитки до сите, честитки до победниците и до сите кои што земавте учество во надпревар. И да продолжите така. Поздрав. Благодарам на Славот на Федерацијата. Во оваа прилика го поканувам овде и концесионерот на езерото Мантово, Мантовски крап, да добие благодарница од организаторот риболовниот клуб Крап од Радовиш. Продолжуваме со доделување на благодарниците од страна на организаторот на риболовниот клуб Крап. Како ќе ги читаме, ве молиме да ги подигате. Да, му давам збор на председателот на риболовниот клуб. Благодарница за Свети апостол Петар Охрид, потоа за Ривар Ставица, Треската до мене. благодарница за Ривар Струмица, Рибар Струмица, Васе, иде. Именако иде. благодарница за Вардар МК Скопје, Вардар МК, благодарница за Оскар Кавадарци, Вардар народна. Вардар. Забавна. благодарница за Крушка Велес, Кркушка Велес, Кркушка, не е исто. Благодарница за Мак Дам Куманово. Тука ли не си Куманово? Да. Најмладиот девој. Горно, знаеш колку? Забавили у 4 сани Да, Мак Дам Куманово. Шамет. Благодарница за гостите, Најниш Србија. И поздравам се на аплауз. Само. Гора не се спие. Петко, Помал. Благодарница на Вардар, Скопје. Да не мрдаш у чамет. Благодарница на Трофеј Струмица. Најсимпатичен од сите. Најсимпатичен. Благодарница на Бабуна Велес. Удавам збор на председателот за наредните благодарници. Ви 9 минути. судија Емче Мајковски, кој на стварно регуларно ни го Само остро. Боарен нема удрито. Него подобар. ето сеќавање за гол.
Сакам да се заблагодарам на сите надпреварувачи. Денес учествуваме на надпреварот. Односот беше коректен. Немавме проблеми со надпреварот. Така да го сакуваме понатаму вака да бидете коректни и добри надпреварувачи. Овој денешниот настан ќе си остане во долго сеќавање, бидејќи ќе биде овековечено со снимките и кадрите на Бојаровски и Ловечко око. Се надеваме дека и нашите внуци деца ќе ја гледат денешната емисија. Една благодарност за неговото присуство. А сега почитувани следуваат... да, поздрав, појдете. Ви благодарам многу овие 35 години што се дружиме заедно, барем колку што постои Ловечко око. И интересно е што и после избори текнува на градоначалниците за риболовците, што значи дека вие действувате како многу позитивна заедница во вашата локална животна средина, ја представувате Македонија секаде во светот во најдобро светло. Благодариме од име на мојата публика и со еден риболовен поздрав, бистро да се гледаме на наредните 35 години со градоначалници кои што како овие ги познаваат позитивните заедници во својата средина. Браво до Муамет. Почитувани следува доделувањето на најуспешните денес. Започнуваме со зона А. Го поканувам председателот на Федерацијата, господин Филип Серафимовски, да ги додели наградите. Трето место, дечкото кој добро напредува, па очекуваме да не представува на некој наредно европско или светско првенство. Чоко Гошев од Трофеј Струмица. Ако ловува... Честитки за Джоко Гошев, освоено трето место. Второ место, Даниел Митревски, Барбус Питола. И прво место во зона А, Звонко Лазаревски, Чинја Куманово. Молам сега покрај председателот да станете да фотографија да направиме заедничка. Васе, така, браво. Уште еднаш аплауз и честитки за победниците во зона А, Звонко Лазаревски, Даниел Митревски и Чоко Гошев. Да. Продолжуваме со најуспешните во зона Б. Го поканувам градоначалникот на општина Конче, Златко Ристов, да ги додели медалите на зона Б. Трето место, Драги Младеновски, Најс Ниш. Драги се вика. Етко му е пекар. Второ место, зона Б. Сашо Цветковски, Чинја Куманово. Германија возил некој. И најуспешен во зона Б оваа година Жарко Видановски, Бардур Итола.
Зенчна фотографија за зона Б. Уште еднаш честитки на успешни Жарко Видановски, Сашо Цветковски и Драги Младеновски. Благодарам градоначалник, продолжуваме и со зоната В. Го поканувам градоначалникот на општина Радовиш, Љупче Почивалец, да ги додели пехарите медалите на најуспешните. Трето место, Благојче Науновски, Барбос Битола. Второ место, Јовица Велик Најс Ниш. И прво место во зоната, Тодор Нанески, Вардар Скопје. Честитки денеш за зоната В, Тодор Наневски прво место, Јовица Велик второ и Благојче Нановски трето место. Продолжуваме доделување дипломи за екипно. Купно поединечно трето место за Цвонко Лазаревски. Градоначалникот на општина Конче. Конче Златко. Ајде уште некој медал да доделиме и пехар. На Звонко Лазаревски за освоено трето место поединечно. Освоено второ место вкупно поединечно, Тодор Наневски. Вкупно поединечно освоено. И најуспешен во вкупно поединечно Жарко Видановски. Прво место. Продолжуваме со екипно. Продолжуваме. Трето место, екипно на овогодишниот турнир, екипата на Вардар Скопје. Честитки за трето место Вардар Скопје, следува и пехарот. Второ место, екипно најуспешно овогодишниот турнир, Чинја Куманово. Честитки еше еднаш екипно за Пчиња Куманово, второ место, екипно. Ајде, поглед ваму, дечки. Браво, браво, браво. Шампиони на риболовниот клуб Радовиш 2026 екипно Барбус Битола. Градоначалникот на општина Радовиш го замолувам да ја додели медалите и пехарот за прво место.
Честитки уште еднаш, аплауз за најуспешната екипна награда оваа година на турнирот Барбус Битола. Сега му давам збор на председателот. Бидејќи 11 поред да се врати Барбус. Бидејќи на овој 11 поред освојувач по трет пат е Барбус, преводи од Пехар, градоначалникот на Конче, заедно со нашиот да им предадат во трајна собственост на екипата, бидејќи до година ќе направиме нов. Тоа е Ајде, направите место за Филиците, така. Одлично, бистро. Почитувани пријатели, Мало приколите себе дека не може да се однесете со толку медали. Види сега дали има да изнајме некоја приколка за секој случај. се надевам дека до година ќе го направиме уште помасовен, уште побогат и дека повторно ќе бидете гости на општина Конче и општина Радовиш. Ви благодарам за присуствието. Сега таму пожарникот Васько бил шеф. Да, Васи вика шеф, вика главен бил вика на нас. Да. Абе на нас примерно ама направили нов, разбираш? Се те говори. Не знае нека е.